На денешен ден, 29 јули. Во 1014 година во битката на планината Беласица кај Струмица, војската на македонскиот цар Самуил беше поразена од војската на византискиот цар Василий II, кој нареди околу 15.000 воени заробеници да бидат ослепени, а на секој 100 војник да му се остави по едно око за да ги води другите кај цар Самуил. Потресен од глетката, цар Самуил умре на 6 октомври 1014 година. 4 години по неговата смрт, царството се распадна. Во 1856 година умре Роберт Шуман, германски композитор и музички писател, еден од најзначајните представници на романтизмот во музиката. Во 1883 година роден е италијанскиот диктатор Бенито Мусолини, кој владееше со Италија од 1922 до 1943 година. Набрзо по почетокот на Првата светска војна тој е исклучен од Социјалистичката партија, а во 1919 година формира фашистичка партија. После истоварувањето на сојузничките сили на Сицилија кон крајот на јули 1943 година е соборен од власт. Италијанските партизани губија на 28 април 1945 година. Во 1948 година на стадионот Вембли во Лондон се отворени првите олимписки игри по Втората светска војна. Во 1971 година, почнувајќи од оваа година, секоја година на 29 јули до 2 август во Битола се одржува Републички фестивал на народни игри и песни, Илинденски денови. Во 1982 година во Пристон САД умре Владимир Зворник, татко на телевизијата. Во 1926 година успеа електронски да разложи сликата. Тој придонесе телевизијата како електронски систем да ја претвори во практичен систем во најширока употреба. Измисли повеќе од 120 електронски и електротехнички апарати.